А сега веќе време за нашиот следен гостин. Уште утринава ви најавив дека ова утро со нас ке млад музичар Игор, кој што ова утро овде ќе промовира својата нова песна. Игор, добро утро. Добро утро. И однапред честитки. Не замоабетивме. Ако се самоабетивте, јас си се зачитав. Да. Така што извинете што ве прекина вака. Ништо нема Ако треба да проблем. ги прочитам уште еднаш вестите, Може. ако не да слушаме малку Се музика. договоривме, готово. Се договоривте. Повелете, Слободанка, Игор. Благодарам, Искра. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Игор Андреевски ни допатува од Велес, наш музичар, да кажеме музичар, пејач, как се, така? Може да се каже музичар, бидејќи Музичар, сум да. образован музичар. Така, тоа сакав прво на почеток на нашиот разговор, секако да ти посакам и тебе добро утро, еве уште еднаш на гледачите за оние кои што се сега во овој момент со нас исто да им посакаме убаво утро и расположение, затоа што ќе ги расположиме на крајот од разговорот со преубава твоја нова песна. Меѓутоа, Игор, јас знам, веќе те познаваат, меѓутоа кога сме веќе тука и како што кажа Искра, си се замуабетивме, ние сме генерацијски разлика и секако сакаме да ве следиме како наши, да кажеме, понови, посвежи имиња на македонската музичка сцена. Па драго ми е што еве вака ќе имаме можност да разговараме, меѓутоа и за тебе е она што е специфично, ти си музички поткован. Па ајде нешто многу би сакала да дознавам повеќе за тебе и за ова што сега го споменав. Пред се да се заблагодарам за поканата Секако. во вашава емисија. Драго Добро ни е. утро и на гледачите на Алфа телевизија. Уште во моите почетоци, може би сум го кажал, може би некои не го знаат, јас сум заљубен во музиката. Започнав со класичната музика, но секогаш ми беше народната музика. Да, тоа е она, спојот ми е интересен од твоја страна, каде што кажа дека си професор по пијано. Да. Така? Пред 2 години еве можам да се пофалам нескромно и дека магистрирав пијано кај професорката доктор Ана Гацева. Па и за фалење, да ти Скопје. кажам, да. Да. Браво за тебе. Но мислам тоа е класична музика. Пијано. Да. Исто така А пееме народно? а пееме народно. Ајде сега малку околу оваа разлика да појасниме. Од секогаш сум ја сакал, како што напоменав, македонската музика. Нашата народна музика. Нашата народна музика. И ново компонирана македонска, но квалитетна музика, да речам. Така. Имаме многу добри и докажани пејачи кај нас, што мислам нови песни Да. прават и се стварно добри. Ете јас. Ни се лепат за уво и за душа. Да. Тоа е многу важно кога ја слушаме песната да допре до нас. Така. Сега секој си има свој специфичен, можеби некој посебен вкус, но кога се создава хит, тоа е за сите. Сме забележале, тие песни ги има многу, ако ги набројуваме, ќе ни е потребно време. Но, како што кажа, мене ми е тоа мощно и интересно, затоа што кога сме на пијаното, свириме на пијано, го имаме дома. Да, Предпоставував, со оглед на тоа дека кога веќе сме во тој правец, се свири класична музика, а од друга страна пак сме љубител на нашата народна македонска песна. Да. Многу пати и често сме разговарале, еве, има некои од гледачите кога ќе кажат дека треба да се почитува македонската музика. Еве, почитувачи имаме ние многу млади имиња на македонската музичка сцена. Млади деца, да кажам, за мене сте, со оглед на тоа дека ја сакате народната музика. Сега, кога од мали нозе кажа дека ја сакаш, меѓутоа студиравме еве и за пијаното. Од мали нозе сум задоен и сум обкружен со музика, бидејќи Дали во семејството имаме некој што... Имаме, да, го имам и тоа спомнато, но еве пак ќе го повторам, дедо ми беше прва генерација професор по виолина, го водеше градскиот хор во Велес, беше директор во музичкото, Стефан Гадов. Има учествувано во многу детски фестивали како композитор. Вие сте музичко семејство. Да, музичко семејство сме. Еве можам да упатам поздрав до фамилијата моја, која што ми е најголема поддршка. Браво. Во она што го поној пат што чекорам. Но сепак народната музика, македонската музика ми е во срцето, да, и ќе се трудам и понатаму да вадам нови песни. Така.
И да Што им е на што досега го сработивме и го имаме, за разлика од сега што ова утро ќе го слушнеме, а тоа е новата песна, меѓутоа ајде да потсетиме што е она што Игор подари на публиката. Па имам доста песни извадено, можем да ги набревам Чекај ме планино или На најмила, Вечна да е Македонија, таа е една од моите посакани песни, која што опишува љубовта кон својата татковина. Браво, како И љубовта млади, која што се браво. чувствува од странство, луѓето што живеат Така. надвор од Македонија, како ја чувствуваат таа љубов. Не постои правило, тоа е мое мислење, за хит, она што ги ни се залепи за срце, секој има различен вкус. И можеби Така е. Некои песни, еве и од постарите, да кажеме, повозрастните, јас не милувам да кажам постарите, повозрастните генерации на наши изведувачи, легендарни се разбира, заживуваат песни кои што биле компонирани пред 6-7 години, па сега се хитови. Едноставно, најверојатно, можеби тогаш во тоа време не биле многу забележани од овие другите кои што ги компонирале, што биле поголеми хитови, но сега вака излегуваат како песни кои што многу се слушаат, знаеш и ти самиот, сигурно дека по настапи ги бараат. Затоа реков не постои правило, не се знае, мада мислам дека секој пеач, па и секој човек има што ги викаат тие 5 минути во животот кај што достигнува до некое повисоко ниво во животот, има некоја моќ, има некоја слава. Има финансиски средства повеќе, така натаму и са нашија дали ќе го задржиме нивото, ќе одиме нагоре или па ќе се спуштиме. Убаво кажано. Вечна да е Македонија. Еве како млади изведувачи имаме желба и сакаме да пееме за татковината. Да. Така. Што е она што создава во тебе љубов кон татковината и да се пеат песни токму за нашата убава Македонија, како млад човек, затоа што нели секогаш вела дека младите си имаат некои други своји специфики, правци во животот, други типови видови на музика, меѓутоа вие сте доказ и уште плюс други, што добро е што ве имаме, дека тоа не е така. Па јас целам секогаш во животот кон нешто што е трајно, нешто што останува, не е површно и го има некој период, после тоа го снемува и се заборава. Јас целам кон нешто што се создава и сакам да трае, да речам, и вечно, понатаму за генерации, за деца, за внуци и така натаму. Да ти се исполнат сите овие желби. Еве, сме настапувале и надвор од нашите граници. Во овој момент, еве, ке упатиме големи поздрави до сите наши македонци кои што не следат во диаспората, каде и да сте, поздрав голем наши убави македонци. Меѓутоа, имаш убаво искуство кое го носиш од Австралија, така? Да. Таму беше месец дена, ги забавуваше, да кажам, на наш начин македонски, нашите македонци. Да. Ајде нешто повеќе за искуството кое таму го доживеа. Јас сум воодушевен и од нашите македонци, како ја доживуваат македонската песна таму. А како Исто и младите? И младите исто. Генерации? Да, така? да, си ја негуваат македонската песна, си ги посетува моите настапи. Фала на сите кои беа до мене таму во Австралија, па и на сите луѓе кои што учествуваа во настапите, што уживаа заедно со мене. Дури и мене ми беше многу мерак и јас бев воодушевен. Не е исто кога се пее кај нас македонската песна и таму. Зошто, ајде да појасниме? Поинаку ја доживува затоа што се многу далеку. Да. На крајот од земјината топка, што се вели. Многу подруго ја чувствуваат, а и јас подруго ја чувствувам. Кога гледам луѓе што плачат од радост и среќа. Од радост и среќа. На песни. И си плача за својата земја, сакаат да се вратат, но ете, животот ги натерал да бидат таму. Исто така, еве, имав прилика минатата година, за Нова година пее во Словенија, во Есенице, во Колперн дворана. Таму имаме многу македонци во овој крај, нели? Да. Имаше доста луѓе кои што заедно дочекавме Новата година, некои работно. Добро, барем Словенија, ако ништо друго е многу поблиску, па може да си дојдат кога и да си посакаат. За разлика од Австралија, која што е далечна земја. Да. Имам приметено дека кога сум настапувал во Македонија, не се доживува така македонската музика, зашто овдека ни е дадена, да речам, на тацна. И ние некако секојдневна, мислам, не мене, општо што имам приметено кај публиката.
на луѓето што живеат надвор од државата Ги погодува пример, повеќе. Ги погодува повеќе. Да. Си ги знаат македонските песни да ги пеат можеби многу повеќе и од нас тука. Па да, Ги да. предпоставувам. Дури и песни што се многу подзаборавени, Така. кај нас во Македонија, таму се Еве за кои се песни изведува. подзаборавени на пример? Па Во овој еве, момент, на можеме кој ќе да се земеме сетиш? Те кажуваат Брилино и Моме. Посебно ги чувствуваат песните од западниот дел на Македонија. Еве да речам и мијачките песни нарочуваат, Бело Менде порочуваат, Јордан знаат. седи на кулата. Така. Има многу песни кои што кај нас Ги многу ретко заживуваат. се изведуваат, а таму публиката ги бараат. Знаеме многу песни македонски, репертоарот го имаме. Да. Како стари, така и од поновиот репертоар и така натаму. Настапуваш, така си имаш свој бенд, си имаш своја група со која што си настапувате. Еве низ Македонија каде најмногу? Најмногу настапувам низ Струшко, Охридско, Кичевско, така западниот дел на Македонија, да речам, Мостиварско. Тој дел највеќе настапувам, бидејќи таму луѓето ја бараат повеќе македонската песна. За жал, мислам, не сакам да звучам, да се сватам погрешно, секаде има луѓе што ја сакаат македонската песна, но овдека повеќе се преферира. Во другите делови на Македонија. Дури знаеш, за сега жал... ме изненади со ова што со овој податок што го кажува, со оглед на тоа дека јас сум од овој таму западниот, да кажеме, дел. Со оглед на тоа дека секогаш вела дека баш тој крај не е толку по македонската музика и слично, затоа што преферираат музика од надвор од границите, но еве докажуваме дека тоа воопшто не е така. Епа, Така? тоа е мое некое видување, мое мислење. Искуство. Да. Со оглед на тоа дека си млад, ние сега немаме толку многу време за излегување. Да. Како некогаш, но ти го имаш тоа искуство и знаеш публиката што бара. А и многу битна работа, јас сервирам само македонска музика. Одлично. И се навикнувувате на таа музика уште кога ќе почнам, дали било ресторан, дали било некоја слава, дали било свадба. Си пееме македонски песни. И ако ни бараат друга песна, не ја знаеме. Па, најчесто во наводници. Но добро е кога си имаш веќе свој пат, по кој чекориш на музичката сцена и си имаш зацртано и те знаат луѓето по тоа дека ти се само пееш наша убава македонска песна. Сега ме интересира. Кажавме значи за нашите во Австралија, еве за македонците исто така во Словенија, дека многу поинаку ја доживуваат песната, меѓутоа ме интересира затоа што ти си исто млада генерација, 98 така? Да сме живи здрави, има време се уште хитови да создаваме. Младите тука дали ја знаат, ја почитуваат македонската песна, македонската музика и дали има голем број на твоите настапи на публика? Гледам дека зависи од каква пригода е, но има уште млади што си ја сакаат македонската песна. Мислам дека треба повеќе и моите колеги да им ја сервираат, за да слушнат и нешто ново. За да не ги, да кажеме, еве, секогаш на такви некои забави и слично пееме некои песни од страна, да. Затоа што многу е важно да се почитуваме себе си, за да не почитува нели и другиот. А македонската песна е печат исто така на нашата македонска култура и традиција која што ја имаме. Тоа сме ние, си се опишуваме самите себе си, нашата историја. Така е. Сега ќе ги искористиме ова е доказ колку младите имаме надеж за оваа наша татковина, затоа што и на таков начин едноставно е доказ колку сме патриоти. Така ли е? Сега ме интересира и тоа што во Велес живееме и работиме во основно училиште, така беше? Да, во основно општинско училиште Стефан Гајдов. Таму сум корепетитор, односно ги придружувам дечињата кои што свират на другите инструменти, односно на флейта, знаеме да свириме покрај кларинет. пијаното и други инструменти, ги познаваме? Па, јас основно завршив два инструмента, завршив кларинет и пијано. Секоја чест. Но колку си ти богат со музиката околу тебе? Но потоа продолжив со пијаното. Некако се погоди тој период многу да се разболувам, имав проблеми и со забите, носев протеза и ми беше многу тешко да напредувам со кларинетот понатака. Но сега е се во ред. Да. Сега е се во ред. Да. Се гледа по насмевката. По насмевката и по зборувањето, така. Со пијаното, јас многу го сакам звукот на пијаното, затоа што пијаното дава една
преубава емоција, преубави звуци, преубави композиции. Сега кога сме кај композициите, малку ќе те навратам сега и од другата страна. Покрај македонската песна, ја свириме класичната музика. Да. Што е она што најмногу сакаш да свириш на пијано? Јас Од кои композитори се твои вака, што ќе ги издвоиме? ги обожавам сите композитори, посебно од класицизмот и романтизмот. Многу ми се допаѓа што еве и кога свирам на пијано можам она што го чувствувам во душата да го изнесам, а тоа го гледа и публиката кога доаѓала на моите концерти кога сум имал пијано. Им свириш некогаш и такви композиции за опуштање или пред или после забава? Да ги изненадиш? Не. Изненади ги некогаш. Повеќе од луѓето ме знаат само како фолк пејач. Фолк пејач. И тоа и ме радува, бидејќи јас си ги сакам двете струки, но она што сакам она што сакам понатаму да напредуваме е фолк музиката. Фолк музиката, да. Но убаво е така да ги изненадиш кога не очекуваат да им засвириш нешто од класицизмот или романтизмот, ако се поготово под заљубени млади. Па ми се случи да им ги разнежниме уште повеќе емоциите. Ме навративте пред, мислам дека 2 години, кога другарот се регистрираше. Мој другар сега моментално е во Германија. Па му отсвири нешто такво. Да, додека се регистрира имаше пијано таму, па му отсвирив и така. Беа воодушевени. И ги запознавме гледачите со тебе низ нашиот разговор и сега оваа минутка ќе ја искористиме последна за новата песна и спотот. Да кажеме која компонираше, каде се снимаше спотот и така натаму. Да, оваа песна прво изнесена кај Златко Миладиновски, браво. Кој што има своја емисија Народно до максимум, композитор на музиката и на аранжманот е Златко Миладиновски, а текстот го напиша Сонја Дојчиновска Јанакиевска. Песната се вика? Песната се вика Шербетли Ергенлак. Во превод, зашто се работи? Има многу турцизми нели во нашиот македонски јазик. Се работи за години сте биле по турско робство, нормално е да ги има се уште. Тоа би значило сладок ергенлак. Да. Сладок шербетли, вкусен да речем. Ергенлак и задоволен си од сето она што произлезе од дали очекуваше да резултатот е овој што сега ќе го погледнеме во продолжение? Резултатот си доаѓа постепено. Никогаш не очекувам превише. Ние работиме, мислам, немам зборови за изработката на песната и јас се вложувам максимално сите. Но љубовта е вложена, така и чувствата. Љубовта, чувствата го правиме производот, а оставаме на оние што ја слушаат песната, дали ќе им се допадне, како ќе допре до нив. Да. Игор, да бидам искрена, многу ми беше пријатен разговорот со тебе ова утро и убаво е вака кога слушаме токму од тебе како се сака Македонија и на ваков начин и време е да ја слушнеме уште еднаш да кажеме насловот на песната. Шербетли Ергенлак. Шербе, така. И се снимаше спотот, само некои предели кажеш каде се реализираше? Спотот се снимаше во студио кај Златко Миладиновски. Имаше и други кадри на одредени места. Ке погледнеме во продолжение. Најдобро да си видат. Многу ти благодарам, па се гледаме повторно со некоја друга нова песна да ја промовираме на Алфа телевизија.